Здраво на сите, со Стефан од Athletics Fitness и добродојавте во моето видео во кое сакам да објаснам што е здрава исхрана. Значи, здрава исхрана е поим што луѓе го као го експонираат, а не знаат што е. Ќе му речеме на човек да јаде здраво, тоа е да јаде поздраво, тоа значи да намали на концентрираните работи и да зголеми на силовите работи. Но дали секогаш тоа е така? Еве што е мојата поента. Поента да сакам да кажам за некој човек што е ескимот, што нема достапно зеленчук и овоше, неговата исхрана се базира на високо маслена храна, тогаш е многу подобро да јаде тоа што го има локално. За некој човек што е вегетаријанец, не треба да јаде месо, јајца, млечни производи, за веган ништо што е животинско, значи само растително, за човек што е пескаретаријанец, се јаде се што е освен риба и другото животинско не е добро. Итана сакам да кажам, има одредени групи на луѓе што веруваат дека нивната исхрана е најдобро нешто што е за нив. И тие се делумно точни и делумно неточни. Зашто? Затоа што науката нема конкретен одговор за што е оптимално за човековото тело. Пример, на некој ако му се даде бел леб, може да реагира, што ако има добра инсулин сензитивност, подобро ќе реагира, отколку некој што има лоша инсулин сензитивност. Има тука врска генетиката, има врска колку процент мускули имаш, има врска каква е флората твоите црева, како се абсорбира храната и т.н. Генерално не препорачувам рестриктивни диети, што значи тоа да се трнат одреден дел од исхраната. Такви диети се кетогенични диети, такви диети се диети што како вегетаријанците, затоа што колку е по-рестриктивна диетата, толку е, да речем, потешко да се држиш на неа. Значи се ограничуваш и не ги внесуваш сите калории, сите потребни макро и микронутриенти за човечкото тело да функционира. Вегетаријанците не конзумираат доволно витамин D, креатин, L-карнитин, или ако не се есенцијални, се потребни за подобро функционирање, B12, цинк и магнезиум. Не суват, но генерално витамините од као што се B12, цинк и витамин D не може да внесат доволно преку исхрана. Ова не е критика за вегетаријанците, туку кажам едноставно факт. Значи, вегетаријанец можеш да бидеш и со јадење само смоки, и со бутерокикирики, но тоа не е вегетаријанство. Значи, вегетаријанство е исто балансирано. Значи, според мене, здрава исхрана, балансирана исхрана, да нема никакви рестрикции, но да има ограничување на количина. Значи, да речеме, ако ти јадеш 50 грама шекер во текот на денот, ќе имаш некаков негативен ефект, во смисла ако јадеш плюс додатен шекер, но шекер е поем, што значи дали се зависи каков шекер ќе конзумираш, дали ќе конзумираш овоше, дали ќе конзумираш рафиниран шекер, дали ќе конзумираш друг вид на шекер од зеленчук. Значи има многу видови на шекери и се зависи каков вид на шекер конзумираш. Поента да сакам да кажам дека не треба да се ограничувате, треба да внесувате доволно протеини според вашата активност. Ако сте како мене физички активни, треба повеќе протеини него, да речеме човек што не е активен, што не вежба, не се грижи за себе си, што прави само седи. Но генерално протеините се тоа што истински треба за имунитет, за когнитивни функции, за подобар сон, за поддржување на мускулната и костената маса и секако за генерално здравје. Значи, ние сме создадени од протеини. И другото, значи, као омега-3 да внесете исто така и омега-6. Омега-3 е препорачено 3 до 5 грама секој во текот на денот, ако несувате доволно риба во исхраната, препорачено да конзумирате омега-3 или рибино масло или крилово масло, што исто така добро, и омега-6 може да го конзумирате. Така да тие се работи што требаат на вашето тело, а другите јадите, иако не се потребни, мозокот не може да функционира без одредено количество на хидрати. Без 100 грама не може да функционира.
и не се ограничувате изборот на храна, јадете доволно количински колку што вие треба да бидете ситни. И некогаш дајте се на душата што се вие. Значи не секогаш треба да бидете рестриктивни и тоа е најдоброто решение. Бидете флексибилни, вежбајте редовно, 2 до 3 пати неделно и ќе бидете здрави. Здрава исхрана без вежбање не бива. И се надевам дека ова беше најдобриот одговор што ќе го добиете. Ако имате некои прашања, слободно поставете ги во коментарите, лајк, шер, сабскрајб на нашиот канал. Поздрав!